Почитувани гледачи, добро вечер. Добре дојдовте во ова 10 јулска вечер во студиото на телевизија Нова 12. Редовно секој месец се гледаме, се слушаме и ваши наш гостин е градоначалникот на општина Гевелија, господинот Иван Франгов, така и вечерва. Господин Франгов, добро вечер, добре дојдовте во студиото на телевизија. Добро вечер за сите гледачи на телевизија Нова 12. Може би овој пат излезе малку подолго од месец дена, но сепак тука сме на располагање на гледачите. Велат жешко е, меѓутоа јас би рекол сонцето е благодет, се пече пченицата, се пече брашното, значи извонредно време не само за тоа, него и за се оно што се нарекува комунални зафати во една општина. Меѓутоа да почнеме со она што се нарекува прво прашање. Само да спомнам дека гледачите на телевизија Нова ќе можат и самите да учествуваат во креирањето на ова издание на Отворено со градоначалникот на општина Гевелија, поставувајќи прашања на дежурниот телефон 215950. Значи од овој момент можете да се јавувате, да ги поставувате вашите прашања за се она што ви интересира од работењето на општината. Господин Франгов, долго време зборувавте планови, веројатно ви се исуши устата од зборување за планови, меѓутоа, еве, сега сме пред реализација на еден главен план кој што се надевам дека и вие така размислувате, еден од најбитните што ќе се донесе. Значи, добро рековте, значи, може би отеков со тоа зборење за планови, но без планови нема никаков развој, никаква градба. Вчера на задоволство на верувам сите граѓани на општина Гевелија добивме согласност за проширувањето и измените на генералниот урбанистички план. Со овие измени, значи веќе точката на дневен ред на Советот е ставена за следниот понеделник. Ќе биде усвојување на предлог измените и проширувањето на генералниот план за 87 хектари, со што сите тие дивоградби кои што беа во близина на генералниот урбанистички план во делови во кои што преходно не беа опфатени, со преходниот генерален урбанистички план сега ќе бидат вклопени во него, ќе може да се реализираат сообраќајниците, ќе може да се реализираат градбите, ќе може уште десетина други детални урбанистички планови кои што не се во процедура, со ускладување со новиот изменет генерален урбанистички план да се ускладат и да бидат донесени, а со тоа да овозможиме на граѓаните да ги реализираат своите намери за инвестирање и за градење. Дали е тоа оно што ве кочеше овие изминати години од почетокот кога застанавте и седнавте во фотелја да кажавте дека нема планови, што нема планови, нема градба, нема инвеститори, нема инвестиции? Добро, уклопувањето на делови од некои планови беа точно закочени со измените и дополнувањето, проширувањето на генералниот урбанистички план. Некаде требаше да се усогласат сообраќајниците, некаде да се усогласат терените, значи сето тоа веќе го финиширавме. Траеше процесот повеќе од година и пол, но за среќа веќе го имаме финишот и имаме согласноста за овој генерален урбанистички план и тоа ќе биде донесено. Аз се надевам набрзо на следните седници на Советот, затоа што ќе има една пауза од скоро месец дена поради летните одмори, ќе бидат веќе на седници на Совет поставени уште десетина други планови кои што, нели, како што спомнав, веќе се коче од донесувањето на новиот генерален урбанистички план. Се поставува ли со една рамка за идниот развој на Гевелија наредните 10 години? Да, во секој случај. Со тоа веќе ќе се овозможи донесување на урбанистичкиот план за урбан блок 10-12, ускладување за развој на лесната индустрија, а со тоа и возможување на локалниот економски развој. Многу од намените кои што преходно биле за друго планирање, но согласно барањата на собствениците на парцелите и на инвеститорите, се пренаменија, се ускладија, се во интерес на инвестициите, се во интерес на граѓаните на општина Гевелија. Јас ви потсетил на телефонот 215950, можете да се јавите затоа што ова е ваша програма, Отворено со градоначалникот на општина Гевелија. Второто што би сакал да ве прашаме, неодамна беше објавено одобрувањето на градежното земјиште за неколку простори, Милци, граничен премин, Караорман, Прдејци.
Што тоа ќе значи за развојот на Гевгелија? Општеви на Гевгелија, како што знаат и граѓаните, веќе го има меѓу првите општини во Република Македонија добиено управувањето со државното неизградено градежно земјиште, но овие парцели за да бидат предмет на продажба, на отуѓување, мора прво да бидат урбанизирани. Тоа што го зборам постојано, планови. Значи имаме во тек објавата за хотел на граничен премин, за трговски центар на граничен премин, за 4 парцели за откупно-дистрибутивни центри, 4 парцели за индивидуално домување на Караорман. Во следниот период, веќе до крајот на неделата, мислам дека ќе се стаса со подготовувањето на документите за објавување на парцелата за нова автобуска станица за продажба, уште парцели за домување, за колективно домување и сега така како стасуваме со урбанизацијата, со подготвувањето на парцелите, тие ќе бидат предмет на објавување, отуѓување. И да спомнам, отуѓувањето на државното неизградено градежно земјиште оди со преходно објавување, транспарентно, официјално, на јавно надавање, кој ќе даде највисоката цена, кој ќе понуди највисока цена, ќе ја купи соодветната парцела за соодветната намена. Ја спомнате тука автобуските станици. Не беше тоа предвидено да биде следно прашање, меѓутоа кога веќе спомнавме, се предизвика нека контроверзи оваа парцела на 56-та месечна седница не се изгласа, на 57-та се изгласа. Што беше причина за да се создаде некоја фама околу тоа што со таа автобуска станица? Не гледам никаква контроверзија, не гледам ни фама, туку гледам, знаете, кај нас се уште живееме во време каде што не одеме на тоа како да си овозможиме развој, туку како да го закочиме развојот ако некој друг го реализира. За проблемот со автобуската станица во Гевгелија зборуваме веќе 2 години и повеќе. Донесовме план за централно градско подрачје, каде што со новиот план треба да се дислоцираат и автобуската и пазарот, и наеднаш кога веќе дојдовме со подготовка и на документација на целото решение каде ќе биде новата автобуска станица за која што се зборува минимум 30 години. Че 83 година јас бев ученик во училиште Владо Кантарџиев и се преселивме од старата во новата зграда училишна и од тогаш се збореше дека тука ново место треба да никне автобуската станица. Значи, без малку 30 години и сега наеднаш како некое светско чудо да се случи, од каде сега идејата за нова локација автобуска станица, ние дојдовме веќе на чекор до реализација. Се надевам дека ќе има заинтересирани инвеститори кои што ќе се јават за да го откупат ова земјиште, да ја изградат тука автобуската станица. Тука има донесена локална урбанистичка планска документација. Површината е околу 2700 метри квадратни, со компатибилни намени до 40%, значи тука како и на секоја автобуска, како што имаме железничката и автобуската станица во Скопје, имате угостителски објекти, имате мали комерцијални единици, има канцеларии, има, значи сите тие придружни објекти. И нашата цел е што повеќе да стимулираме градба во Гевгелија. Колку повеќе тука ќе има градба, толку повеќе комуналии ќе влезат во општина Гевгелија, колку повеќе заинтересирани инвеститори ќе се јават за да го откупат ова земјиште за да изградат автобуска станица, толку верувам на јавната аукција цената ќе биде поповолна за општина Гевгелија. Така. Се појави еден леток кој што предизвика контроверзни работи, бидејќи не беше подпишан тој леток, во кој се тврди дека дали таа автобуска станица ќе се изгради, па дали инвеститорот ќе се занимава со превоз, па како ќе изгледа сето тоа, која е таа фирма, зошто сега, зошто не пред тоа. И коментар ваш за тоа? Не знам дали треба и да се коментират летоци, обично знаете, ако трчате со некој, ако се тркате, ако не може да ве стаса, ќе вика по вас. Ако не може да ве наттрча. Ова и со летоците, мислам препознатлив е кој е авторот, ако се погледна една од преходните седници на советнички прашања кога беше. Да, бе, јас би замолил да пошто има и некои други шпекулации пак наведени во тие летоци, се спомнуваат плацеви и некои на Мрзински ред. И јас најодговорно тврдам дека во периодот од кога сум јас градоначалник
ниту е имало отуѓување на парцели на Мрзенски рид, ниту можам да спомнам за тоа. А за криминалот може би најдобро може да зборува тој што го правил. Може би во некој преходен период имало некои не законски продажби, тоа треба да се занимаваат органите на прогонот. Но би се вратил пак и на шпекулациите околу автобуската, значи нема познат инвеститор се додека не се објави. Додека не заврши јавната лицитација, додека не заврши јавната продажба на парцелата која што е наменета за автобуска станица, ние не знаеме кој ќе биде купувачот. Јас би замолил од режијата, спомнам уште еднашка, да спомнам 215950, а да се пушти тој инсерт каде што еден од советниците поставува прашање токму за афера под наводници, нели, Мрзенски рид, не знам за каква афера се работи, трите плаца, да ја видиме и да ја чуеме ако може од режијата, па да продолжиме после со разговорот, а вие може да се јавувате на 215950 за да поставувате прашање. Ова што го кажувате за автобуската станица, дали ќе има еден спрат, дали ќе биде без спрат, дали ќе биде само чекална, дали ќе бидат на 3-4 спрата, тоа зависи од тој што ќе го работите. Апсолутно, значи наше при донесувањето на плански документации да му возможиме на инвеститорот градби за максималните вредности кои што може да ги постигне во тој дел. Од него зависи дали ќе ги искористи тие компатибилни намени да ги гради, дали ќе гради 5+2 како што е во планска документација или ќе остане само на приземје. Значи се е тоа во рацете на инвеститорот, но услов е, значи со самата планска документација, со планот, оваа локација е предвидена за автобуска станица и да нема забуни затоа што се створи дилема, па кој гарантира дека инвеститорот тука ќе направи автобуска станица. Со планската документација тоа е веќе дефинирано. Не може друго ништо. Значи за таа намена се купува. До 40% од целата градба може да има компатибилни намени, но 60% збориме за градежниот дел, за градежната парцела, за делот за градба кој што е наменет за автобуска станица и за придружните објекти на автобуска станица. Мислам да нема дилема. Автобуската станица е услужен објект. Таму нема да стојат автобуси. Но таму ќе се паркираат за влез, за излез, за качување, симнување на патниците и оваа автобуска станица со површината која што ја зафаќа не е ништо помало од актуелната автобуска станица која што се уште се користи за влез и излез на автобуси. Значи ништо помало локација која што ги задоволува потребите на општина Гевгелија и која што веднаш е тука, нели, од преку пат на железничката станица која што како идеја беше од поодамна и само сега сме на потек на реализација. Малку се пролонгира, само дозволете, ова решение затоа што мислевме дека можеме да искористиме уште една локација за автобуска станица, а со измените на генералниот план и на деталниот план да оваа локација ја продадеме за некоја друга намена, каде што можеби повеќе средства ќе инкасира општината, но во разговорите и во дописките со Македонски железници изгледа дека рампата, претоварната рампа која што имат, бара да на 8 метри од неа нема никаков објект, со што ова парцела која што имавме намера другата да ја користиме е премногу мала веќе кога се скратува за тие 8 метри подолжина и се вративме пак на првобитното решение. Што ќе се гради на старата автобуска? Според деталниот урбанистички план е предвиден деловно стамбен комплекс да се гради. Да. Дали има најава дека ќе почне да се работи таму? Па таму веќе парцелата продадена на инвеститор кој што има намени и очекуваме секој момент да го донесе проектот и да извади одобрение за градење. Да, прашањето што ве викате во овој леток уште ова за летокот после ќе преминеме на прашање да, затоа што веќе година дена функционира без автобуска станица, а од друга страна се вели замислете новата која ќе имала 3 спрата. Па да ја замислим, јас верувам дека инвеститорот кој што ќе купил локацијата ќе сака да направи убав објект. Посакувам да има што повеќе заинтересирани на аукцијата која ќе се објави. Нека ја добие најдобриот и нека ја изгради што поскоро автобуската затоа што секако ни треба. Јас пак би замолил режите доколку може тоа да се најде тоа што не интересираше нас, додека го барате во режијата,
Да повторим уште еднаш 215950 е дежурниот телефон на кој што може да ги постувате вашите прашања за да ги одговориме заедно со градоначалникот. Ќе бидеме со вас до 22 часот, еден час за отворено со градоначалникот на општина Гевгелија. Лето е, кажавме, иако лето создадено е за комунални зафати, што во моментот се изведува во општина Гевгелија? Добро, сега малку имаме мерки, нели, поради топлото време, на отворено после 11 часот до 17 преки, но во моментот се работи на улицата Мирко Делев во Негорци, која заедно со Агенцијата за финансиска поддршка на руралниот развој се изведува на 600 метри улица. Потоа во теке до изградбата на канализационата линија до Караорман, до населбата Караорман горе под Ридот, што треба да се дозаврши. Денеска беа од фирмата Бауер, која што го доби тендерот за изградба на нови улици и локални патишта во Гевгелија, веќе се лоцираат улиците кои што ќе почнат да се градат од следната недела. Фирмата Гранит, која што има за реконструкција на улици, исто беа пред некој ден да ги дефинираме улиците кои што ќе треба да се изгребаат и да се завршат, ќе го дефинираме утре списокот веќе. И овој период е вообичаен за тие градежни зафати кои што ќе се работат. Се работат неколку проекти за сепарација на атмосферската од фекалната канализација на критични точки во градот, каде што почнавме дел по дел да ги решаваме тие проблеми. Се надевам дека до крајот на месецот ќе бидат готови да можеме да ги распишеме во текот на месец август тендерите и да во септември веќе дојде до нивна реализација. Што станува со изградбата на Негорци Сременин на патот? Потаму е во тек асфалтирање на делницата од 4,5 километри, која што се изведува со средства од Европската банка за обнова и развој преку Агенција за државни патишта и Министерство за транспорт и врски, значи од владата на Република Македонија. Ние сме во план да распишеме како општина уште за отприлика 1 километар од овој пат да се продолжи да се направи. Од тоа што го видов на лице место, мислам дека квалитетно ќе биде ова делница изработена, направена, затоа што испомнавме ние и 1 километар да е, ама со асфалт, со сите тие одводни канали околу, значи пат кој што ќе трае, некој што ќе биде само за една сезона. Еве стигна веќе првите прашања, 215950 е дежурниот телефон на кој што може да поставувате прашања, почитувани гледачи. Ке има ли ова лето уште прскање против комарците? Да, тоа е најдосадните животинчиња. Да, секако дека ќе има уште едно прскање. Тоа фирмата која што го има добиено тендерот, значи они ги прават проценките кога е најпогодниот момент за прскање и од аспект на временски услови, ветер, нели сонце, температури, но и од фазата на развојот на комарците, си го знаат тоа стручњаците и ќе го завршат уште еднаш. А што е со појавата на крлежи, ми се чини во Кованец? Таму веќе направивме набавка, таа е посебна набавка, не е истиот третман. И таму за крлежи и за болви ќе се реализира и тоа прскање, за да ги заштитиме граѓаните и добитокот. Гледач на телевизија Нова прашува дали и за кога е планирано доасфалтирање на патот за Ума. Значи, ние имавме еден тендер, каде што ни понудија премногу високи цени. Ќе повториме повторно тендерската постапка, дел од тоа сметаме дека оваа година ќе го направиме, за дел ќе се продолжи понатаму. Јас сега би најавил тоа делот од седмицата што го најавував долго време за да видиме што се кажа за Мрзенскиот рид и за плацевите, може режија. Плацевите на Мрзенски рид. Тоа ќе го добиете после второто прашање. И презимењата на правите купувачи. После кога ќе го добиете извештајот може да коментирате. Сега уште немате извештај, не знаат што ќе ви дадат. Второто прашање. Повелете градоначалничот сега. На Мрзински рид се уште не е имало ниту објава за отуѓување граѓано земјиште, зборам за мандатот од кога јас сум градоначалник на општина Гевгелија. И ќе ве молам, нема потреба од шпекулации, затоа што секој објава се излегува јавно, а ако имало преходно купување, тоа ќе треба да го разгледат во оделението и во општината да видиме кој бил или кој купувал во тоа време. Да. Да, еве бидејќи ова е отворено со вас,
отворено прашувам, има ли продажба на плацеви од кога сте дојдени вие на функцијата или тоа се работи претходно? Плацеви има, ама на местноста Караорман има продадено други плацеви на други локации, и тоа согласно објавите кои што се завршени с погодби во 4 очи, нема за никакви плацеви, нема никакви продавања. А јас би сакал, значи, проблем е кога нема криминал, треба да се измисли криминал. Но во секој случај нема да ме разубедат и понатаму да работиме честно, не само јас, туку и тоа го барам од целата општинска администрација, честно, транспарентно да ги спроведува сите постапки, сите работи, како што се и сите јавни набавки, така и сите јавни продажби, така ќе продолжи понатаму и ќе продолжиме да ги реализираме проектите кои што се зацртани во програмата. Значи нулта толеранција за корупција, ја би сакал да, ако веќе се сомневаат некој, нека проверат, има органи на програмот, има, нека ги спомнат. Значи, ако збориме за вистина, не за шпекулација, нема зошто да се криеме позади летоци, нема зошто да се криеме позади шпекулации. Ајде со име и презиме. Тој купил нетранспарентно, несоодветно, на криминален начин некоја парцела, па нека се позанимават органите со тоа. Имате ли намера да да одговорите со нека пријава? Не сум. Нема потреба да губиме време со тоа, имаме проекти за реализирање. Така. А проектите се, ми се чини, ако има општина во Македонија која што најмногу може да се пофали со проекти, тоа се проектите во образованието. Образованието ви беше и почетокот приоритет во смисла на создавање услови на младите да добро учат, да имаат добри услови, да се направи енергетска ефикасност, да се заштедат енергија, гориво и тие работи. Мислам дека и оваа година се случуваат такви работи во образованието. Значи, тоа продолжува. Јас сум гордин на директорите кои што ги имаме во основните училишта, во средното училиште, во сите образовни структури каде што се. Затоа што се посветија на работата во овој дел со нивни заштеди кои што ги прават во самото работење на училиштата, со помош и од општината, значи се направија многу зафати за целиот овој период кога сум градоначалник, значи постојано или се менуват прозорци, или се менуват кровови, подови, постојано нешто се работи. Има уште работи кои што треба да ги завршиме, но верувам дека ќе имаме поддршка од страна на Министерството за образование, како што се предвидени средствата да ги средиме уште санитарните чворови во некои од училиштата, значи да го завршиме тоа што сме го ветиле за образованието, така го направиме. Така, последно ми се чини беше со Владо Кантарджиев и со следното... Да, донација имавме од јапонската влада. Заедно со јапонците. Значи, тоа е во мојот мандат веќе втора донација од јапонската влада. Имавме прво возило за собирање смет. Така, започите тоа кон јапонците. Ова е втората донација, пак 63.000 евра за комплетна замена на столаријата во училиштето Владо Кантарджиев. Да не заврши и промената на кровот во азбесно, да напоменам дека се работи замена за азбесниот кров во гимназијата во средното училиште со сендвич лин, енергетски поефикасен, еколошки поздрав. Што е студентските градинки? Во тек е тендер, значи тоа е заеднички проект со ГЕФ проектот, со Министерство за економија, Светска банка и општина Гевгелија, значи 50-50 влегуваме за зголемување на енергетската ефикасност. Очекуваме помоши од Министерството за труд и социјала за да направиме замена и на крововите каде што треба во детските градинки. Ајде да продолжиме со прашања. Вие можете и понатаму да поставувате прашања на 215950 за се она што ви интересира, ма баш се. Се започна со поливањето на улиците, убава акција во овие жешки денови, до кога ќе трае оваа акција? Додека има потреба. Да, кратко и јасно. Гледаш на ТВ Нова ова што сега имав намера да ви го поставам, кога конечно ќе профункционира Аманот? Како е дел од културното живење? Ние, како општина Гевгелија, Аманот како споменик на културата, спаѓа под ингеренција на Министерството за култура. Општина Гевгелија не е директен собственик, ама Аманот е во центарот на Гевгелија. Ние сме можеби најзаинтересираните за што поскоро да се стави во функција. И од едно место кое што беше еден период веќе ругло станато на градот, да го направиме едно убаво катче,
Минатата година го направивме зафатот, значи, за изработка на кровот на Амамот, бакарен кров. Овие денови треба да се продолжи со фасадирањето и во преговори сме и со Министерството за култура и Управата за заштита на културно наследство за да се изработи партерното уредување надвор пред Амамот. Тоа ќе се потрудиме оваа сезона да го направиме во разговори со Министерството за култура. Сме за да можеме до крајот на оваа година да го ставиме и во функција Амамот, конечно. Како намерата која што и беше, постојана поставка, постојана уметничка галерија, постојано отворена за граѓаните, за туристите, за сите што ќе влезат во Гевгелија. Ќе биде уште еден убав објект кој да. што ќе служи за културното издигнување на граѓаните на Гевгелија. А по театарот, кој што веќе функционира и си ја исполнува својата улога. Во театарот треба да завршиме уште неколку работи, тоа е значи да обезбедиме озвучување, осветлување, квалитетно како што треба театар и следниот чекор формирање на театарска трупа од Гевгелија. До каде е сега со таа еве да Значи тие ги договараме, директор, екипа, одлука е донесена за формирање институција, значи се прават подготовките околу тоа, ги разгледуваме можностите и за соработка и со Министерството за култура и со другите театри за да отпочнеме со тие работи. Сообраќајот е една од оние рак рани на Гевгелија, дали поради конфигурацијата, дали поради улиците, дали поради останатите наследство од минатото. Меѓутоа, дали размислувате, едно време бевте поборник за тоа за едно зонско паркирање во центарот на градот? Уште таа опција, ако земеме, можеби Гевгелија остана од ретките што го немаат тоа зонско паркирање и за да ја тргнеме гужвата со паркирање во центарот на градот, јас сум поборник, ќе го реализираме тој проект за зонско паркирање. Гевгелија конфигурацијата на теренот е прекрасна, че рамна е, може да се изведат сообраќајници, но проблем е со стариот дел на градот, таму се веќе десни крила со улиците, со режимот на сообраќајот, сезонско паркирање, мислам дека ќе го средиме, ќе имаме во следниот период, значи од следните денови, со реконструкција на улици, на некои сообраќајни решенија, олеснување некои за сообраќајниот тек во градот. Што се однесува до влезот на Гевгелија, тука се жардинериите, се заговара и правење на кружен тек. Да, тоа треба да почне да нови, значи семафорите кај Алатницата, согласно програмата треба да се тргнат и тука да биде изграден кружен тек на сообраќајот. Трента секаде во светот се забрзува и сообраќајот, се намалува чекањата и едноставно се покажа како подобри и поквалитетни сообраќајни решенија кружните текови од семафорските решенија. Добро. Ајде се одиме со она што е актуелно. Комисијата ми се чини заседаваше и денеска. Имаше штети од градот во јуни месец во населените места Миравци и Давидово. Што е со обештетувањето, прашувате некој? Значи тоа се сретнав денес со дел од комисијата, уште работеа, многу предмети имат, многу пријавени штети. Елаборатот ќе биде предмет на седница на совет за да се усвои и да се испрати до владата, па после да видиме колку ќе се прифатат за обештетување од страна на владата и да бараме решение за помош на овие земјоделци кои што настрадаа во ова невреме. Кога го прочитав ова за поливањето на улиците, за жешки денови, ми падна на памет и парковите и зеленилата. Има ли најава за обновување на оној парк што е во близина на железничката станица? Да, значи таму очекуваме завршувањето на проектот и да отпочне таму реновирање или како да го крстиме, реконструирање на паркот кај железничката. Многу познат, многу популарен, мислам дека со тоа ќе го заживееме овој дел од Гевгелија и со најавата за продолжба на локацијата за автобуска станица, ќе има едно придвижување према овој дел од градот. За да се даде една така. Се грижи ли градоначалникот за
равномерно развивање на сите населени места во општината. Да не излезе како еве Скопје се гради и Не, другите мислам, не знам. намерата е за сите населени места, значи зафатите кои што ќе бидат и со изградба на помали краци, улици, за изградба на мали детски игралишта ќе биде во сите населени места. Ние покренавме една акција за брза урбанизација на сите населени места, за да може да им излеземе во пресет на граѓаните. Еве, поднесени се комплетно и проектите за во Министерството за транспорт и врски на одобрување кај консултантите и верувам дека скоро ќе биде објавен и тендерот за изградба на канализациите во Мрзенци и Бардејци. За тоа веќе имаме одобрени средства околу 670.000 евра, кои што се наменети за таа изградба. Тие проекти ќе се реализираат. Следната година ќе биде некој друго населено место опфатено со проекти со изведба на канализација. Че не сакаме да запоставиме никого. Ние кога ги правиме и програмите годишни за уредување на градежно земјиште, за изградба на улици и патишта, каде да ги опфатиме сите населени места и секаде да се превземе по некој зафат, тоа ќе биде и сега со изградбата и реконструкцијата на улиците, новите улици, значи нема да биде запоставено нито едно населено место. Местните заедници ми се чини се една убава алка за функционирање на општината, бидејќи од местната заедница може да потекнат многу иницијативи. Во последно време забележувам дека се обновуваат тие. Се појавува самоиницијативност кај граѓаните, значи пошто е форма на самоорганизирање во склоп на општината, местната заедница, и мене ми е драго кога гледам дека тој интерес веќе се зголемува за да бидат што поприсутни, значи преку местните заедници граѓаните се директно присутни во одлучувањето кои се нивните приоритети, што на нив устари им треба за развојот на населените места, за урбаните целини, за целата општина. Гевгелија 2013 кога излезе она наставна страна во Гевгелискиот магазин, предизвика интерес кај сите, не само во Гевгелија, туку и надвор од Гевгелија во рамките на Македонија. Колку е реално да почне изградбата на центарот на градот во текот на оваа година? Реално е, ние се е тоа условено нели од финансиски аспект, доколку се реализираат проектите кои што ги имаме зацртано во делот на продажба на државно неизградено земјиште, наплата на комунали, ќе биде отпочнато и со реализација и треба да го распишеме тендерот за, пошто го имаме веќе нели идејниот проект за изработка на основниот проект и конкретна година да се стартува. Има капацитети општина Гевгелија, верувам дека тоа и да го реализира. Ајде одиме со прашање. Зоран Петровски прашува дали е предвидено асфалтирање и канализација на улицата од Зора до затворот. Да. Таму се пресметките направени за изведба на канализација. Канализацијата треба да од постапката за изведба на канализација да отпочне да се спроведе и веднаш после тоа ќе следи и асфалтирање, затоа што немаме намера прво да асфалтираме, после да копаме за канализација. Сама колку е за вас прашање, не знам. 215950, ве потсетувам почитувани гледачи, уште 15 минути имаме до крајот на емисијата. Водам 30 години судски спор за имање стекнато во брак. Уште немам ништо добиено, има ли некој закон за тоа и што треба да направи? Ова е правно прашање. За прашање за судот. За судот и за правниците. Мара Ризова. Како ќе се обештетат поранешни собственици на местата кои присилно им бе одземени на автобуската станица? Кои места се биле присилно? Значи, ако имало земјиште кое што треба да биде предмет на експроприација, тоа е незавршено, тоа ќе биде обврскана општина Гевгелија. Но ако е тоа веќе експроприирано, порано тоа со управата за имотно-правни односи треба да се види. А докаде е процедурата со местото спроти автобуската со пазарот? Ке се Стариот градски пазар. Стариот градски пазар. Стариот градски пазар, локацијата на таа локација е предвидена нели со новиот детелни урбанистички план за централно градско подрачје.
изграда на деловно стамбен комплекс, а за пазарот веќе имаме во голем дел завршени експроприација за новата локација. Овие денови треба да го добиеме основниот проект за изградата на новиот пазар. За постоечката локација на пазарот се подготвува документацијата за продажба на локацијата. И оваа година ќе се отпочне и дел од проектот Нов градски пазар ќе биде реализиран. Во најмала рака ќе бидат веќе обезбедени местата каде да се дислоцираат тезгите и времените објекти. Што оние со тие времени објекти, ги спомнавте, што со оние ќе се дислоцираат, ќе им се даде можност на друго место да се... Значи, на просторот на новото градско пазарище, каде што треба да биде, каде што покрај предвидениот пазар, голем маркет, трговски дел и локации за помали дуќанчиња, ќе има локации кои што ќе им се понудат на заинтересираните кои што сакаат да ги земат тие за да постават нивни објекти и тие ќе бидат објавени согласно законските прописи како што треба. Да, ќе има ли обесправено стан или не? Не, мислам тој и сепак пак ќе биде транспарентно представена таа постапка како што треба. Одиме со уште прашања, 215-950 почитувани, уште сме во емисијата отворено со градоначалникот на општина Гевела господинот Иван Франгов. Анонимен гледач прашува дали ќе се асфалтира улицата Кукушка. Кукушка, да. Може да збориме тука за доасфалтирање на улицата Кукушка, таму еден дел има, другиот дел се носи урбанистички план, детален урбанистички план кој што сега после деносувањето на генералниот урбанистички план, измените и дополнувањето ќе биде донесен и после тоа ќе се реализира и оваа улица, ќе се асфалтира пред донесувањето на деталниот урбанистички план и не можеме да настапиме затоа што условени сме согласно законот за градење, не можеме да асфалтираме, да правиме улица каде што нема детален урбанистички план. И согласно тој детален урбанистички план ќе ги ускладиме сите дивоградби кои што се легализираа во овој период. Стојан од Гевилија прашува зошто не е отворена паралелка за деца со посебни потреби во Владо Кантарџиев, тоа е образованието што го спомнавме пред малку. Дали видите, барањата за финансирање на такви паралелки се поднесени до Министерство за образование. Ние до предминатата година немавме и дефектолог, значи добавме едно согласност за финансирање за вработување на дефектолог. Ќе биде наш напор и во следниот период за да може да го обезбедиме тоа финансирање и да можеме да ја обезбедиме оваа паралелка. Аде малку при крајот на денешното издание на отворено со градоначалникот околу меѓуопштинската соработка. Како е таа во ова време сега? Мислам меѓуопштинска тука во Гевгелија или меѓународната? Прво да зборуваме за меѓуопштинската со блиските општини. Добро, со сите блиски општини имаме меѓуопштинска соработка на овој или на оној начин, дали е таа институционализирана или не, зависи од потребите и на општините. Работиме неколку проекти заедно со поддршка на UNDP, значи тука сме во делот на енергетската ефикасност, имавме пред тоа во социјалната сфера, при изработка на туристички водич го работевме, исто така на ниво на југоисточен плански регион. Тука 10 општини сме поврзани и работиме на таа меѓуопштинска соработка. Последниот проект околу кој што сега посттендерска постапка се разгледува околу изградбата на регионалната депонија. Тука уште се разгледува понудата, преговарањето околу цената, да видиме докаде ќе стасаме и со тој проект. Сега што помнавте и прекограничната и актуализира портпаролот на владата пред некој ден во врска со барањето на општина Гевилија да се отвори граничен премин кон Сеово. Тоа барање, ние имаме и проект во општината за изградба и на патот до местото каде што треба да биде новиот граничен премин. Иницијативата е прифатена, поддржана од Министерството за надворешни работи, од Собранието. Се чека на позитивниот сигнал од јужниот сосед во овој случај. Значи, наша добра волја ја има, ние и со амбасадорката која што е во канцеларијата за врски на јужниот сосед во Скопје
разговаравме и ја образложивме идејата, затоа што ние сакаме да ги отвараме границите, не да ги затвараме. Ова идеја во овој период, поготово летниот, кога има поголема фреквенција на граничниот премин Богородица, да може да им овозможиме на луѓето од блиските места кои што се до границата побрза и полесна комуникација. Сега нема смисла, ако сакате да дојдете до Поликастро, да чекате 3 сати на граничниот премин. Овој патнички премин да биде тука за брза комуникација, исто така и ако сакат граѓаните од Грција, од Поликастро, од Бојмица, од Сева, да дојдат наваму, да не чекаат и да биде оваа комуникација побрза. Колку повеќе ќе се запознаваме, толку помалку разлики ќе имаме. Прекогранична соработка во деновиве актуелна и со отварањето на бизнис канцелариите. Да, се подготвува. Ние, значи, тој проект го добивме, проектот за бизнис центри во Гевгелија и во Поликастро. Се работи, веќе имаме аплицирано со 5-6 проекти други за прекогранична соработка, исто со Република Грција и за последниот повик што беше. Имавме неколку средби, значи, со меѓународни. Бевме во посета на градот Пазин на Истра во Хрватска, ќе ни возработат посетата во месец септември, очекувам, и тука ќе најверојатно ќе дојде до побратимување. И добро, интересно што и од наша нивна страна се заложивме за тоа да ги најдеме допирните точки во бизнисите кои што ги имаат нашите македонски и нивните хрватски бизнисмени, да може да се прошири стопанската соработка, за да не останеме само на таа протоколарна културна соработка. Имавме посета од делегација предводена од градоначалникот и на Нова Горица од Република Словенија. Таму сме поканети во септември ние да ја возвратиме посетата, исто, значи, со намера да можеме да ја зголемиме и стопанската соработка. Имаме допирни точки со нив. Тие се словенскиот Лас Вегас, ние сме македонскиот. Имат развиена и винарска индустрија и Нова Горица како индустријски центар е доста познат и по други гранки кои што ги има стопански. Имавме посета пред некое време и на кинеска делегација, значи интензивно се што објавуваме за што може да побуди меѓународен интерес за инвеститори, дали да збориме за трговскиот центар, локацијата од 3 хектари, дали за хотел, дали за Тирзот, Прдејци, технолошко-индустријската развојна зона и други проекти кои што може да се реализираат на територија на општина Гевгелија. За сето тоа ги алармираме, ги информираме сите амбасади, нивните економски аташеа, за да може да бидат запознаени со тоа што може во Гевгелија да се донесе како инвестиција, што може да се инвестира и да се работи. Гледаме сега дека и индиците се заинтересирани, и КНБ нова подрачја. Значи, тоа во организација на Министерството за надворешни работи ги разгледале можностите. Ние тие можности треба се повеќе да ги промовираме и да видите, ако работите нешто, се кога тогаш ќе дојде до резултат. Ако само седиме со скртени раце и чекаме некој да му текне за нас, сигурно нема да дојде така. Ние треба да го пресет тоа сигурно. На луѓето така. 215950, уште неколку минути имаме до крајот. Зоран Петровски, дали е предвидено асфалтирање и канализација на, ова веќе го прочитаме за Зора до затворот. Гледачка од Негорци, го поздравувам градоначалникот да има почесто превоз од Негорци до градот. Како е? Добро, тендерот таму заврши, требаше со комисијата да се видам, мислам дефинирани се линиите. Верувам дека со изградбата и новата автобуска станица ќе се досреди ово прашање со линискиот локален превоз. Зорано Гевгели, дали целосно ќе се асфалтира патот до Срменин? Оваа година не е планиран целосно, затоа што толку се средствата предвидени од Европската банка, со кои што ќе се реализира во моментот 4,5 километри делницата. Ако успееме со општински средства уште 1 километар, за следната година ќе се потрудиме да делот до Срменин, делницата сега до каде што ќе се асфалтира, и другиот дел до Срменин да стасаме со изведба. Ние аплицираме постојано и до агенциите за поддршка на рурален развој, до сите можни места каде што може да извлечеме средства за да овие проекти се реализираат.
спомнавте пред малку гледачка од Негорци дека се јави. Во Негорци улицата се тој проект вреден околу 8 милиони денари, значи 130.000 евра во противвредност, кој што се реализира со заеднички средства на општина Гевгелија и Агенцијата за финансиска поддршка на руралниот развој. Значи 680 метра не се малку како улица која што ќе треба да се реализира, таа е со широчина од 7 метри, 5 метри коловозна плюс 2 метри тротоар. Значи, постојано сме активни со аплицирање и ако аплицирате имате шанса и да добиете нешто. Ако не аплицирате, нормално шансите ви се од старту скратени. Така е малку за културата и спортот. За културата, лани бевме град на култура, продолжува таа тенденција за организирање на разни представи театарски со новиот театар, надпревар за млади пијанисти, Калинка се возобнови. Да, мислам, да, сигурно. Значи, се што е квалитетно, што е... Јас сум за да го поддржиме, верувам и сите граѓани на општина Гевгелија и треба да им помагаме на успешни. Денес еве имав посета и од хип-хоп клубот, кој што Мистик, кој што донесе од Црна Гора 3 први награди. Спомнав на Пергеска и за образованието, јас се гордеам и со резултатите кои што ги постигнаа и учениците во овие периоди. Значи, присутен сум на нивните представи приредби, гледам еден куп награди дека се делат на учениците, тоа е за пофалба за нашиот град, за нашата општина, што нашите ученици имаат добри резултати. Значи, добро се работи во училиштата. А за спортот едно само прашање, бидејќи сурфаме по интернет и сите ти работи, што е со фудбалот? Таа некоја болна точка, велат градоначалникот има ингеренции. Знам дека не сте селектор, не сте председател на некој фудбалски клуб, меѓутоа што со ФК Кожув, бидејќи Кожув е рак рана, најстар клуб во Македонија. Има ли некоја тенденција градоначалникот да иницира нешто? Нешто ќе иницираме, во секој случај инаку морам да потенцирам. Општината ниту е оснивач, ниту е сопственик на клубот и обично, знаете, најлесно е да сите очи се насочени спрема општината за да се бара решение. Тоа може прво средствата што се одвојуваат. Јас како градоначалник ќе се потрудам да направиме неколку средби, да видиме што можеме да помогнеме реално, што може да направат од клубот реално, се во интерес, значи, и на спортскиот дух и на помагање на клубот и на сите клуби воопшто во Германија. Така, не само фудбал, тука и кошарка. Имаме прволигаши, кошарка, ракомет. Тука е ракометот кој што се развиваат како што треба. Уште малку имаме, уште 2-3 минути. Гледачот Серменинска мала, кога ќе се постави автобуска постојка кај на некој место кај Војо Жикич, колку му значи тоа. Треба да се предпоставувам тоа е за локален превоз, значи локалниот, да. Локален градски превоз. Треба да се разгледа, да се види можност. Да се види. Добро, тука ми се чини дека до 22 часот го исполнивме ова време, иако сега почнуваат гледачите, ова е доказ дека се уште било жешко. 20 часот гледавме дека околу 30 степени беше температурата, меѓутоа добро. Мислам дека опфативме се она што беше интересно за да го остана и некои други прашања во врска со функционирањето на систем 48 часа, ајде уште ова да ве потпрашам, покажа добри резултати. Добро, тоа е добро за меѓусебно информирање со граѓаните, затоа што да се знае, едноставно со системот 48 имате контрола на системот како ви функционираат и службите. Дали на време и нели си ги завршуваат своите обврски спрема граѓани, затоа што сите, почнувајќи од мене во општина Гевгелија и покрај тоа што сум јас нели со мандат избран функционер, сите вработени внатре, начело со мене сме за да ги извршуваме обврските спрема граѓаните и да створиме што подобри услови за живот на граѓаните и тие редовни комунални зафати да ги вршиме. Ќе остане ли факултетот за бизнес, логистика и за туризам? Па јас не верувам дека тука има некоја дилема дали ќе остане или нема да остане. Повторно има некои така шпекулации дека сигурно ќе остане во општина Гевгелија. Мислам чаршески муабети може да има колку сакаме, ама вистината е една. На факултетот му се понудија услови, прво за да се подмести во пионерски дом, тие меѓу нас
работи ќе ги дорешиме внатре. Факултетот купи, универзитетот Гоце Делчев од Штип купи објект во Гевгелија. Значи тоа треба да се знае. Штом некој купува објект, нема намера да се селува тука. Значи купена е поранешната аладница, по старите гевгеличани, по возрастните, да не ги навредам по старите, тоа е просториите на поранешниот интернат, ги купија за собствени потреби и нивните зафати за тука да го дореконструираат овој објект зависеа токму од донесувањето на генералниот урбанистички план, со тоа и на деталниот урбанистички план. Затоа што овде намената е била лесна индустрија преходно со преходниот план, сега веќе со намената спрема купувачите ќе бидат јавни дејности и образование и тоа према нив ќе се усклади, веднаш ќе следи измена на детален урбанистички план за овој потек и да можат да ги завршат и тие нивни замислени или инвестициони зафати. Убаво кажавте, едно се чаршетски муабети, едно е она што градоначалникот ја го изјави вака јавно пред камерите на телевизија Нова. Господин градоначалник, тука измина времето 22 часот за денешното издание на Отворено со вас, Отворено со градоначалникот на општина Гевгелија, и уште прашања остана неодговорени, меѓутоа се надевам дека и наредната емисија во август месец ќе реализираме и повторно ќе се видиме овде во студиото. Можеме да направиме уште една емисија после донесувањето на генералниот урбанистички план, да видиме кој е на задоволство на граѓаните на општина Гевгелија, затоа што тие решенија ги носиме за сите нас. И за подолгорочно време. И кога се носи план, не се носи ниту со политичка боја, туку се носи со граѓанска боја. Треба да биде тој план функционален и да врши работа на граѓаните сите на општина Гевгелија, но сепак ќе се знае кој ги изработил, во кое време и кој се потрудил, значи да ја створи основата, базата за да можат градбите да се реализираат. Некои зборале декларативно 20 години за некоја работа, некои успеале за многу пократок период од тоа да го реализираат. Немав намера да ве прашам, меѓутоа ви го поставија тоа прашање на последната седница. Ќе се кандидирате ли за втор мандат? Мисле дали ќе се јавам на конкурс? Да, одговоривте и на седницата. Па, видите, јас сметам дека се во овој период се изработија доста работи со кои што со право можам да се јавам на конкурсот, а сепак ќе биде последната одлука, нели, на партијата дали ќе ме кандидира повторно за кандидат за градоначалник на општина Гевгелија, но сметам дека е доста изработено во овој незавршен прв мандат. Ви посакувам многу успех на тој план. Ви благодарам што издржавте час време во сауна тука, мала мини сауна. Не потешки работи, не е проблем. Не е проблем. Почитувано ова беше Отворено со градоначалникот на општина Гевгелија господин Иван Франгов. Се надевам дека бевте задоволни од она што го чувте. Чувте многу интересни работи, чувте она што во моментот се работи во Гевгелија, а не очекува возбудливо лето со возбудливи работи што ќе се случуваат низ градот. Останете со програмата на телевизија Нова. Вам, господине градоначалник, благодарам уште еднаш и да се видиме наредниот пат. Јас да ги поздравам сите гледачи на телевизија Нова за сите прашања кои не успеавме да ги одговориме оваа вечер и кои што не стана сега да бидат поставени. Јас би ги замолил гледачите, значи рубриката Прашајте го градоначалникот на веб страната ја има, слободно да ги постават прашањата и ќе се најде време за да им се одговори на тие прашања. Ви благодарам уште. Ви благодарам на вас. Конечно и во Македонија пристигна Аква Санитас. Грижете се за вашето здравје, променете ја